Историски момент во САД во 2021 година. So help me God. Поранешната сенаторка Камала Харис стана првата жена подпредседателка на САД. It is my honor to be Чест here. ми е да бидам овде, да застанам зад наследството на оние кои дојдоа претходно. Камала Харис е исто така првата афроамериканка и индоамериканка која стапува на втората највисока функција на државата. Таа урна многу бариери за толку многу жени. Керка на мајка индика и татко од Јамајка, Харис е родена во Окланд, Калифорнија. Незиниот мурал се појавува во училиштето до кое била возена со автобус како дете, како дел од обидите за расна интеграција. Дипломирана на Универзитетот Ховард, Харис стана првата жена окружна обвинителка во Сан Франциско во 2004 година, а потоа во 2011 година првата афроамериканка која служела како јавна обвинителка на Калифорнија. За време на нејзиниот мандат како подпредседателка, Харис беше гласна за случајот Роу против Вејд пред Врховниот суд на САД, во кој судот направи поништување на одлуката од 1983 година со која абортусот стана легален на федерално ниво. За време на мандатот на председателот Доналд Трамп, тој назначи тројца конзервативни суди во највисокиот суд. Тоа е гордо го истакнува случајот и поништувањето на одлуката Роу против Вејд и зема заслуга за тоа. Така што не правете грешка. Ако Трамп добие прилика, тој ќе потпише национална забрана за абортус и ќе го забрани абортусот во секоја сојузна држава. Подпредседателката исто така го поздравува продолжувањето на законот за пристапна нега и намалена цена на инсулинот, постигната од администрацијата на Бајден. Порано, таа беше насочена да ги води напорите на администрацијата на границите, но кампањата на Бајден заврши со одбраната како тема, а имиграцијата беше клучно прашање на изборите во 2024 година. Сега, луѓе кои се без документи, а се сопрузи на американски државјани кои биле во земјата 10 или повеќе години, може да останат во земјата додека аплицираат за зелена карта. Зборувајќи со проимигрантски групи, како што се американците со азиско потекло, домородните хавајци и жителите на Пацифичките острови, таа брзо се фокусира кон зборовите на Доналд Трамп. Тој ги оцрнува имигрантите, промовира ксенофобија. Некој што шири омраза, никогаш повеќе не треба да има прилика да застане зад микрофонот на председателот на САД. Камала Харис стана поприсутна на јавните собери кои беа дел од кампањата по слабиот настап на председателот Џо Бајден во јунската дебата со поранешниот председател Доналд Трамп. Го победивме Трамп еднаш и ќе го победиме повторно. Точка. Со повлекувањето на председателот Бајден од трката, доколку Харис биде номинирана, таа повторно ќе влезе во историјата како прва афроамериканка и индоамериканка која се кандидирала за највисоката функција на државата.